Музиката ни кажува во какво општество живееме. Музиката зборува онаму каде што зборовите не можат. Музиката ни е дар од боговите, затоа треба да ја негуваме и да слушаме добра музика. Денес во Gentleman магазин ќе зборуваме со еден господин кој што е исклучително скромен, но делата зборуваат за него. Светски е наш. Останете за да видите за кого станува збор. Негувањето добри навики почнува од дома. Значи, јас себе се трудам, имам 2 деца и се трудам најмногу во нивното воспитување што се трудам е да им дадам добар пример. Значи, не да им кажам како треба, туку да правам работи кои што мислам дека они ќе ги прифатат гледајќи мене, како што јас сум прифатил, да речеме, навики добри од татко ми и мајка ми, гледајќи ги нив како дете. А тоа е да си го бараме прво среќата, треба човек секогаш да почне да си ја бара во себе. Кога ќе почне твојата среќа да зависи од некој друг, го губи смисол. Смисолот е изгубен на животот. Значи, човек секој треба да се фокусира на натрешната среќа и потоа да ја сподели со надворешниот свет, а тоа сето се одвива преку стекнување убави навики на култура, на манири, на джентлменски однос, на респект кон околината, на следејќи добри примери од луѓе кои го прават тоа и многу исто така тука битен процесот, значи, на културно оплеменување, со убава музика, со убава поезија, со значи, убави филмови. Така да мислам дека секој од нас треба, значи, пред се да трне, ние не можеме да го промениме светот, туку можеме себе да се промениме. Така да минувајќи со себе, со добри навики, правиме најмногу што можеме да направиме за целиот свет околу нас, да стане убаво место за сите нас, за нашите идни генерации и за самите нас. Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango. Бричењето со брич е дел од секојдневната нега, хигиена и е својствено за мажите кои држат до себе, внимаваат на својот изглед, а така и на достоинството. Самопочита е висока морална вредност, исто како и односот кон другите. Денеска ќе се осврнеме на традиционалното бричење, кое за среќа и натаму се применува во берберниците, а мнозина или веќе се бричат и сами, дома, или сакаат да почнат да го практикуваат. На запад, особено во Британија, Италија, Франција, но и во други земји, джентлмените го ритуализираат бричењето така што барем еднаш па и 2 пати во неделата одат на бербер за да се избричат, да се средат, да се подстрижат. Тамошните локални берберници се и места во кои се разменуваат мислење, погледи, современи или пак конзервативни, додека муштериите читаат весници, чекајќи да им дојде редот, а берберите си ја вршат работата, ги бричат исклучиво на традиционален начин. Берберскиот занает обично се предава од поколение на поколение, вклучително и дуќаните, за разлика од фризерите, на пример. Затоа берберите го применуваат старинското или како што се нарекува традиционално бричење, кое за среќа е присутно и тука. Последните неколку години се отворија многу берберници чиј интериер изгледа преубаво, а и нивната услуга е брза, добра и голема, што подразбира нега, одржување на брадата и мустаките со квалитетни препарати, козметички средства, подстрижување, бричење кој исто така е традиционално, како што се бричало во дамнешно време. Македонските джентлмени се нивни редовни посетители, а освен стари, се повеќе има и нови муштерии, па така одењето на бербери тука се ритуализира и минува во навика. Занимлив е фактот што старите, повозрастните скопјани, секако и жителите на градовите од натрешноста, па и еснафите, одамна ги посетуваат берберниците исклучиво за бричење, како никогаш во минатото. Некои пак цел живот ги отстрануваат влакната од лицето или со машинка за бричење или со жилети. Претходно го мачкаат со гел или готова купечка пена, која обично ја сушат кожата, особено пената. Маркетингот си го прави своето. Не се сомневаме воопшто во нивниот квалитет, сега ќе се осврнеме и на нив, ама во некоја друга прилика. Но бричевите што ги користат берберите се класика, ненадминливи без оглед на нивната модернизација. Што ви е потребно за традиционалното бричење? Вода, крем или сапун, четка и ноже или брич. Водата ги омекнува брадата и мустаките, се впива во порите, ги отвара и лицето е подготвено за отстранување на влакната. Се препорачува или топол туш или топла крпа со која се покрива лицето, или топол воден спреј, распрскувач, со цел да се загреат и брадата и мустаките. Водата е потребна и да се направи пена од крем или сапун.
Најубаво е четката да постои во неа, за да ја впие, а потоа да се измеша кремот во мал сад или да се потрие по сапунот, додека не залепени убаво. Берберите советува да се почне со крем, бидејќи е поедноставен, полесен за користење кога се прави пена, за разлика од сапунот кој треба да се трие подолго за да се направи доволно сапуница, а за тоа е неопходна и рутина. Незината густина треба да биде како на шлагот, но внимавајте на количеството вода во садот. И четката нека биде квалитетна. Тоа е многу битно. Влакната обично се јазовечки, конски, свински, па и од вештачка синтетична кожа. Ножето, незаштитено, делува застрашувачки, но не ја иритира кожата на лицето. Ако се плашите да почнете, консултирајте се со берберот. Може да ви помогне да не учите. Потоа станува рутина. Вообичаено се остри на кожа пред употреба. Тоа е прва опција, додека втората е сигурносниот заштитен бридж со 2, 3 па и повеќе острици, сечила кои се менуваат. Каде што зборовите ќе потврлат, музиката секако ќе се издигне. Се недуваме во еден храм на еден музичар каде што се создаваат големи дела, нема многу да зборувам затоа што станува збор за нашиот и светски Дуке Бојаджиев. Дуке, како си? Здраво, добар сум, супер. Баш ми е мило што конечно имаме чести вака да се запознаеме и да си помуабетиме конечно на убави теми. И мене исто. Значи ова е тоа место каде што се создава магијата, нели? Па овде, да, ова го направив сега летова, пошто имав некои проекти преку летова што ги работев и морав да направам студио во Скопје. Прв пат имам оваа година студио тука. Ете, баш ми е мило што имаме ексклузивни права, нели да влеземе тука. Да. Бостон, Њу Јорк, Париз, што овие градови имаат заедничко освен Дуке Бојаджиев? Па, немаат многу заедничко реално. Секој си има своја динамика, различен. Бостон е студентски град, Њу Јорк е центар на светот, Париз е, да речеме, помалку центар од Њу Јорк, ама е исто центар на светот. Скопје е центар на душава моја, тука ми е. Тука нема спор, тука за сите нас. Кој од овие градови ти дава најмногу инспирација кога треба да се поврзи со друга димензија, да кажеме? Па не е до градот, тие димензии се внатрешни, така да секаде различно во Бостон, поише бев студент и имав многу бендови, многу научев, да речеме. Во Њу Јорк беше искуство, значи ваму Бостон беше студентско искуство, Њу Јорк беше светско искуство, 18 години живеев. И да речеме таму се оформив, таму го испеков занаето, така може да кажеме, со музикава и после во Париз 2 години бев, само таму беше, таму ми инспирација да искочам на улица кафе да се напијам, убаво ми е. Па да, значи има некои портали Секој што си има, водат во димензии. да, секој од тие градови си има свој тотално различен филинг. Скопје па си има се нешто тотално детство, фамилија, емоции. Да. Секогаш ќе се навраќаш тука некако. Да, тука е коренот. Дали си човек кој што оди со главата во зид или пресметуваш ризици? Па 50-50. Одам со главата од зид, ама гледам да има некаков смисол. У помекото да удриш со главата. Ризици не пресметувам, цел живот сум на ризик. Да. Ама гледам да има логика таму кај што идам. Ако ме води срцево натаму, онда одам со главата од зид. Ако срцево вика не, онда не одам никај што нема ризици. Да, на крајот на криштото без ризик нели нема ни награда. Да, без ризик нема задоволство животов. Точно. Тоа е уствари не е ризик, него е како се вика челендж, предизвик, да. Следново морам да го прочитам затоа што една твоја Facebook пријателка те опиша вака. Нашиот пријател Дуке Бојаджиев, композитор, доктор, пијанист. Една од најраскошните души што сум ги сретнала. Една од оние луѓе кои додека ги чекате често гледате во вратата, а кога излегуваат од просторијата, со себе го земаат сонцето што го донеле. Дали си свесен дека оставаш голем впечаток на луѓето? Па да, низ години се станувам свесен и секогаш гледам да го искористам тоа позитивно, да оставам позитивен впечаток, позитивна инспирација на некој да му дам и така едноставно да го ширам тоа што ги има на највеќе што може. Точно. Си размислувал ли која е твојата мисија тука на овој свет? Да, често пати сум размислувал што од дете. Па мојата мисија ја правам моментално, ете тоа што имам со светот да го споделам е музиката, да речеме, која што најприродно извира и медицина завршив и тоа можев да работам, ама генерално 100% од мене можам да дам само во музиката, во све друго би правил компромис. И така решив да работам нешто што нема да правам компромис. Па сега макар и тоа има цена, знаеш.
Да, а колку време си во музиката? Па од дете сум цел живот сум музика да свирам клавир од кога памтам за себе, ама професионално од кога заминав за Америка. Добри, у Македонија имав последните 5 години пред да заминам, работев по фестивали, песни пишував и така, ама од Америка може да кажам дека тоа живеам, тоа ми е она фултайм професија. Да. Значи тоа е начин на живот веќе, не е ни професија, нели? Па не е ни професија, да. Мислам среќа што ме плаќаат за тоа што го работам, тоа што јас секако ќе го работам тоа. Така да тоа го викам моето богатство е што утре и да имам $1,000,000 на сметка, не би го променил животот ни 5%. Така, истото би го правил, би се будел, би палело, према би работел музика. Да, затоа што тоа што нешто го викаме душа внатре ќе почне да скапува ако не го работиш тоа што Ако го сакаш. да, така да парите не ти вредат ако не ти е душева полна и исполната со. Ние сме луѓе, сега можам да кажам, јас како глумец пред се, ти како музичар, луѓе кои што не сме конвенционални во смисла на работно време. Не сме ние што работат од 8 до 4, од 7 до 3 и така натаму. Тоа е тој начин на живот. Колку тоа тебе ти помага или одмага да бидеш добар сопруг, добар родител, да бидеш пред се одморен и човек кој што би функционирал нормално во ова ненормално време? Пред се сам јас кога почнав во Њујорк да работам првата година работев во една фирма кај што одев, фирма, музичка куќа, ама подижна работа, пак една година сам така работам кај што одам на работа и тоа пак во моето поле. И после тоа кога беве 20 години скоро работам независно, значи сум фриленсер, многу е битна дисциплина човек да има. Значи дисциплина на работа, сега за многу работи не останува време кога си толку посветен на работата, на професијата, на амбициите. Така да некогаш мислам како да немам доволно време за деца, за све останато околу мене, ама одам по филинг, значи гледам да бидам секаде колку што можам, ама на некој начин оженет сум со музиката пред се. Значи тоа ми е како главната компонента што ми е драйв во животот. Да. А сето тоа другото е, значи, ако ова ми го дава драйвот, ја можам да споделам и со фамилијата, и со луѓето, и со пријателите, и со сите. Ако ова го изгубам драйвот што ми го дава, тогаш ќе бидам малце бескорисен можда за сите. Така да секогаш гледам драйвот да го возам, а другото да биде како дел од прекаснато. Да работи моџето цело време, нели? Да. Апропо овој муавет, кога го работевме лиценцираниот мюзикал на Бродвеј, Чикаго, тука во Маната, и кога ме прашаа како помина, го играв Били Флин таму и ме прашаа како ти помина овој процес од 6 месеци, беше долг процес, па викам како може еден мюзикал да помине со песна. Да. Така да некако така те доживам и тебе знам зашто ме зборуваш. Да. Животот е песна, нели? Често говориш за тоа дека твоите концерти не се само обично слушање на музика, дека пробуваш публиката и аудиториумот да ги однесеш некаде да ги издигнеш на едно поголемо духовно ниво. Да, не се забава, туку се искуство. Да, буквално едно просветлување. Да. На каква музика дуќе се забавува? На што сакаш да слушаш ти, на какви концерти ти одиш? Од клубски журки до класична музика, мислам немам некој конкретен преференс. Ако ми се джуска, да. идам у клуб на техно, ако сакам да одмарам, слушам Дебуси или Равел, ако сакам нешто ново да чуем, слушам, не знам, најнова електронска или амбиентална музика, така да немам едно поле за мене, музиката е може да има и добар хеви метал ствар да има, може да има и катастрофа класична музика, така да немам некој репер на жанр. Да. Како што се чувствува во моментот. Сакам журки, сакам клубови, така да мислам себе ги немаме 2 години, ама генерално да, сите сфери на музиката ми се зависи од расположение. А кога сме веќе на оваа тема, не можам да не те прашам, што мислиш за музиката што моментално го движи Балканот, поготово тука во Македонија и во Србија? Што би рекол за тој правец еден? Па види, има се сега, има и западнава музика има многу шунт, и тука има шунт, и таму има квалитет, и тука има квалитет, така да ја одбивам да не се фокусирам на тоа што е шунт, едноставно што можеш да направиш тука. Па ништо баш тоа, така не можеш да направиш. Дури мислам дека оној систем кај што на Facebook, тоа поготово задниве години е са пушташ пост, колку е грозно ова. Ти го рекламираш тоа што е грозно и што, значи, малце ми е контрадикторно тотално.
и луѓе масово, например, Трамп која беше главен проблем, нели? Сите зборат за Трамп. Против, ама зборат за Трамп. Така да исто и јас така сега да земам да кажувам колку има кич и колку ова не чини, на некој начин го рекламирам тоа. Да. Ја место тоа одбирам или да кажам за нешто што е добро или да прекитам на таа тема, затоа што не сакам тоа, значи да додадам на тоа во етерот. И би било паметно кои луѓе ако нешто не ти се свига, не го давај за пример колку е лошо, него игнор направи и многу Точно. подобро ќе помине. Заради ова имаме една анегдота што од сега брзо го прочитав, менаџерот на Елвис Пресли, нели на кралот на рок-н-ролот, направил маички, го мразам Елвис, за сите тие што биле против Елвис да уновчи, ме разбираш? Значи Да. буквално со контрарекламата на Елвис направил пари и Се е заработил реклама, да, Елвис, и така да и антирекламата е реклама. Танго или диско? Сега не се споредуваат, сега танго си има едно баве, за известни моменти танго е идеално, за известни моменти диско е супер. Да. У клуб танго не ми иде, нити па у таков некој раскошен амбиент диско не ми иде, така да двете помалку 50-50. Джез или 7/8? Па джез и 7/8, ја имам многу 7/8 джезови, така да Да, токму заради тоа те прашав, да. се спојуваат добро. Интересна джез и спојка. 7/8 може би е супер, да. Како човек што има настапувано скоро секаде во светот, можам да те прашам и сакам да те прашам каде е поубаво чувството да се свири во Карнеги хол или во амфитеатар, во Охрид? Тешко прашање. Мислам амфитеатар во Охрид ми е, да речем, место што посебно ми е срце од дете, не знам, си растел таму све. Карнеги хол сум го слушал исто од дете, ама не сум растел таму, така да таму е поимпозантно и има една друга вредност, а овдека е појаке задоволство, пошто е така некој детски сон, така антички сала, мислам целата Охрид прво пред се ние Да. Така ако нешто ми фали од Македонија, тоа е Охрид, да ми фали Скопје или било што друго, него Охрид не е така еден бисер што го имаме тука, што кога живееме тука него ни перцепираме колку е едно богатство што баш е светско богатство, Да. значи имаме, ама кога ти е у двор, така него си го зимаш како ете, тука си е. Не му даваш толку значај колку што кога ќе излезеш и кога ќе доеш, кога ќе го видиш со други очи каква магија и душевно убавење има тоа. Да. Јасно е тоа дека музиката не е од овој свет, дека се поврзуваме со некои со колективната свест и правиме музика, но каде мислиш дека тоа е најзастапено, во кој дел од светот каде што ти си бил и си настапувал? Каде мислиш дека најмногу врие од музика? Секаде врие од музика, нема негде кај што најмногу. Во Нью Йорк беше пошто е таков набиен густек, Манхетан е онака помисло, не знам како имаше некоја на еден блог, не знам, 10.000 уметници или така нешто. Да. Да. Можда тоа беше уствари сега во задниве 10 години, последниве 10 години, но се поише Wall Street го превзема Нью Йорк, не е више уметнички град како што беше, ама на времето кога беше, тоа беше онака плева од сите глумци, музичари, пејачи, сите можни сликари, поети и се што. Така да таму било најгусто на квадратен метар. Можда Битола е втор град у светот што има на квадратен метар уметници толку и квалитетни. Тоа е добро. Навистина ми е драго. Тука би сакал да го завршиме мојавото и да одиме додека е убаво временцето да се освежиме со по една чаша винце. Може ли? Ајде, може. Квалитетните серии денеска станаат дел од нашето секојдневие. Постојат голем број на платформи, како и телевизиски канали кои што ни се достапни, кои се фокусираат на сериите. Денеска постојат голем број на серии, понекогаш е навистина тешко да одберете што да гледате. Но денеска имаме и неколку предлози за вас, кои што секој маж треба да ги изгледа. Станува збор за извонредни серии, кои што дел од нив добили голем број на награди, а некои пак за многу брзо време прераснаа во култни. Затоа ако некој од овие серии не сте ги погледнале, мислиме дека сега е вистинско време за тоа. Гарантираме дека нема да зажалите. Peaky Blinders
една од сериите кои денес имаат култен статус, а се емитува од 2013 година. Серијата ја раскажува приказната за гангстерот Томи Шелби, кој важи за еден од омилените ликови за многу генерации. Действијата во серијата се случуваат некаде во 1900-тите години, во Англија, и го следи животот на една од најпознатите лондонски банди од тоа време. Серијата ќе ве освои за многу кратко време, а таа ќе ве научи што значи пријателство, почит и фамилија. Сопранови. Станува збор за уште една култна серија која го следи животот на фамилијата Сопранови. И пред се главата на фамилијата Тони, кој е всушност главен на мафијата од Нью Џерси. Тој е познат по неговиот темперамент, но и во своите остри ставови и праведноста. Оваа серија со причина има голем број на фанови низ светот, и покрај тоа што поминаа доста години од последната сезона. Оваа серија ќе научите многу за тоа како да бидете одлучен, како да бидете лидер и како да ги цените луѓето околу вас. Mad Men е серија која што дефинитивно треба да ја ставите во вашата листа. Оваа серија зборува за животот на вработените во една престижна агенција во периодот од 1960-тите години, а најмногу за животот на Доналд Дрейпер. Оваа серија ќе ви покаже најдобро што се спремни луѓето да направат за успех. Ветуваме дека нема да се покаете ако ја гледате. Шерлок е серија во која што се раскажува приказната за детективот Шерлок Холмс. Приказната е позната. Дефинитивно таа станува уште поинтересна со оваа серија каде што главната улога ја игра познатиот Бенедикт Камбербач, додека улогата на неговиот добар пријател и партнер ја игра Мартин Фриман. Оваа серија ќе ве натера што повеќе да ги анализирате секојдневните ситуации и луѓето во вашето обкружување. Серија која веднаш треба да почнете да ја гледате е дефинитивно The Wire. Едноставно оваа серија е многу повеќе од самиот заплет кој се фокусира на дилерска сцена во Балтимор. Во серијата ќе видите внимателно смислени ликови и ќе ви покаже зошто го прават тоа што се случува во серијата. Верувајте, се она што ќе ви изгледа нејасно на почетокот, до крајот ќе ви изненади и ќе посакате да гледате оваа серија повторно и повторно. Значи, како што ветивме, така и остваруваме, не сме ние од тие што не остваруваат. Драги мои, еве сме на сонце, како што ветив, со убава пијачка да се освежиме со Дуке. Дуке, живели? Ајде, зарнуво. Зарно се убаво. Ќе те прашам одма на почеток, што за тебе представува поимот джентлмен? Па, да, има многу дефиниции. За мене джентлмен е едноставно човек со манери, со култура, што зрачи позитивно на околината, што дава добар пример на сите, што го прави општеството да изгледа поубаво, околината. Така да, тоа джентлмен е као за маж звучи, ама генерално и за жена важи истото. Значи, джентл луѓе, тоа значи дека джентл значи на англиски да бидеш внимателен. Да. Фин. И така да тоа ми е, едноставно, не ми е мене дефиниција за джентлмен пура и, не знам, шешири од дело, него ми е дефиниција манери. Спомнавме дека си патувал секаде, нели? Каде може да се сретнат според ова твое видување најмногу джентлмени? Па, секаде има. Мислам, има и кај нас, има и во Париз, секако има многу, културата е многу битен фактор, така да има доста, многу луѓе се едноставно го има тој джентлменски кодекс, како да кажем, ама секаде, не знам, и у Њујорк сум запознал, секаде сум запознал, значи, луѓе со пак ќе кажем, као кодекс некој на однесување, значи, таа е една ниво на светска култура што те прави да се осеќаш секаде припадник на планетава, не локалец. Така да, джентлмен е фактички, да, човек со светски манери, а тоа е, значи, култура, однос кон жена, кон луѓе, кон дете, кон сите сето тоа. Комплексно е, Да. значи не можеш во една Не е дефиниција да го опишеш. А кога би направил една паралела помеѓу надвор и тука кај нас, Македонија, што е тоа што мислиш дека недостасува тука? Генерално, се знам дека има многу работи, да не навлегуваме, но као генерално нешто. Генерален премас кога би можел да направиш. Види, се може чудно да кажем, ама не недостасува ништо, не е проблем со недостасување. Значи, еве кога гледаш, еве, ај Америка да земе, 330 милиони луѓе. Процентот на джентлмен или такви луѓе со манери е 5%. А 5% од 330 милиони е, да речеме, колку му луѓе, 15 милиони Да. луѓе, не знам. Многу луѓе.
А во Македонија има 2 милиони луѓе. И тука е 5%. Ама 5% од 2 милиони е многу помалку луѓе. Да. Така да ние од тука ги гледаме малце другачи Поинаку, работиве, а од зум аут кога ќе искочиш од тука и кога ќе гледаш светов, генерално значи таа е главната разлика. Едно е тоа, друго е тоа многу побогата земја и сега ги има тие некои богатства, да речеме, што може да си дозволат на луѓето некои да им приуштат некои работи, но тоа не значи дека тие ќе станат по-джентлмен од некој тука што е скромно растен. Точно. Така да некогаш не си ја гледаме својата вредност комперирајќи се со странство, ама и таму си има многу проблеми. Значи не е како што од тука изгледа дека таму има повисоки стандарди, подобри плати луѓето, не знам, подобро живеат. Не е се баш така розово како што изгледа од телевизор или од YouTube или од Instagram кога ќе видиш некој што постирал од Париз или од Нью Йорк или од Бостон или од Токио, не е битно. Значи секаде си има проблеми, битно е човек да се фокусира на позитивните работи и едноставно да обрати на нив фокус, пошто така се ствара позитивна атмосфера. Значи ако сите се фокусираме на позитивното, а го има и негативно и позитивно, на што ќе се фокусираме на тоа ќе ни се случува. Дефинитивно. Така да колку луѓе толку реалности има, значи 9 милиарди луѓе на планетата, 9 милиарди реалности, за секого е различно. За секој борбата е да се фокусираш, да ги гледаш позитивните работи, да се стремиш кон нив и така цело општество се движи кон позитивно. Сега како до тоа да се стремиме кон позитивно кога сме бомбардирани само со негативни информации, вести, тоа е борбата, значи тоа е тоа што го спомнавме преска, да не постираш негативни вести, значи Точно. мислам Бог да ги прости сите овие сега што починаа во пожарот, страшна трагедија, тоа е окей, значи да знаеме што се случило. Ама вести од типот плјукање по други луѓе се негативни вести кои стварат негативна атмосфера и будат негативни карактерни особини кај луѓе. Уметноста доаѓа од некако божествено. Дефинитивно. Ја, например, музиката ја осеќам јас како човек што знае да ја канализира добро, иначе се осеќам како да сум ја проводник на тоа божественото, да речеме, што ја созда. Сега, за да можеш да бидеш добар проводник, мора да бидеш добар човек. Значи да имаш чисто срце, да имаш чиста мисла, да имаш чисти намери. Колку што си по-чист како проводник на таа енергија, толку подобро ќе ја спроведеш и по-лесно ќе излезе од тебе и по-квалитетно ќе излезе и по-позитивно и се. Така да тоа е цел живот е барање на тој глас во тебе кој што треба да ти е двигател на животот. Епа точно е тоа, сакав да кажам, гласот на безгласните, тоа јас некако така се осеќам кога ќе прашаат за таа мисија, што би било, ме разбираш, не дека јас тие ги поседувам тие таленти и нешто правам, не, него тоа е нешто дадено од некого тука да помине меѓу мене за на другите да им направи ти ги манифестираш само. Да им направиш на светот да се чувствува нели подобро, тоа е некоја мисија на сите. Тоа е мисија на сите нас, значи прво ти мора да направиш ти да се чувствуваш добро, за да можеш да проектираш на другите добро. Фала Богу. И се најголемата мудрост на животот е како ти да научиш да се чувствуваш добро, значи да држиш баланс цело време. И кога е лошо да не паѓаш и кога е предобро да не идеш у тешка еуфорија, него да имаш еден таков благ бран, што го сурфаш цело време. Джентлменството е во умереноста, да знаеш во се да бидеш умерен. И тоа е некоја формула за живот. Апсолутно. Тоа е исто формула, да бидеш во се умерен. А кога станува збор за тие добри навики, сметаш ли дека кај нас ги имаме доволно застапено добро? Дали негуваме добри навики како нација? Дали негуваме добри навики како нација? Тешко прашање. Тешко прашање баш. Да, има луѓе со добри навики, има и пак ќе кажам, значи медиумите од денешно време рекламираат многу штетни работи за да речам добри навики луѓе што сакаат да ствараат, имаат доста црни влијанија. Цело време се ги тешки информации, тешки вести. Сега па со ковидов децава со маски ето школа. Значи малце курштус не се деси у системов, кој што е за сите, за цел свет, така да тука е некоја утеха, ако може да биде утеха тоа. Ама пак, значи не треба човек, не треба се стреми кон ширење на добрите навики. Ево вие што го правите со емисијава, например, добра мотивација за луѓе, значи покажувате добар пример, дека има луѓе кои што функционираат, значи со добри навики, пошто кај нас малци има еден синдром на Итар-Пејо, знаеш, онака е, така сме растени, Итар-Пејо ни беше као херој кога бевме деца. И се или си Итар-Пејо, или си тој што го јаде стапот од Итар-Пејо. Так. Ја никош не бев Итар-Пејо и не можев да го сватам опште тој карактер.
И ете тоа е едно, да речам, лоши манири прикажани во приказни кога настави, кој е као нешто, као херојство, дека уствари катастрофитар бил преварант, тоа е манипулант, Ocean's Eleven во стара криминалец. верзија. Да. Тоа е тоа. Така да добри навики се стварат и со тоа, со добра, значи со добро од децата се почине, значи треба да им Точно. да им влијае со квалитетни приказни, со квалитетен материјал, да растат они со квалитетни визии за иднината, за светот и тука се почнуваат добрите навики. Понатаму човек учи цело време, ти можеш да стекнеш навики и понатаму, иначе на 20, на 30, на 40 години цело време учам све што сум научил од луѓе што сум ги запознавал низ мојава патешествие. Така да навиките се ако си ти отворен ум, навики можеш да си стекнеш цел живот, да се модифицираш, да растеш. Ако стигнеш до еден стадиум дека мислиш дека си супер, тука си завршил работа. Тоа е крај на еволуцијата. Да. Баш така. Класичното прашање би било од каде црпеш инспирацијата, но ние го тргнавме поинаку. Како успеаш да се отвориш кон тој портал, кон колективната енергија и свест, за да го правиш тоа што го правиш? Па види, тоа е некој не е процес кој што е свесен, како да кажем, не е рационален процес кој што викаш, окей, сега ќе го правам тоа и тоа. Технички да, сега не викам ќе го правам, него треба да направам, не знам, сега денеска имам да изработам музика за, не знам, некоја сцена од некој филм. Да. Кога пуштам филмот, едноставно се обидувам да потонам во таа реалност. И добро ми иде. Кога потонувам во филм, кога гледам, знам да се изгубам тотално да бидам таму. Точно. Така да, затоа и тој повик ми е на филмската музика највише пошто најлесно ми е да правам реално. Најлесно ми е да влезам во филм, во некоја приказна и да се осетам како да сум таму. Ја имам таа моќ, да речеме, да 100% да влезам и после тоа другото само излага. Не треба некој посебен ефорт, во смисол. Да, сега техничкиот дел, тоа со години човек го совладува техничкиот, како да Тоа е занаетото ствари. Тоа е занаето, да, како да ја манифестираш ли таа идеја или таа мисла или таа инспирација. Тоа зима време, значи али тоа кога ќе го совладаш, другото само треба едноставно да му се препуштиш на аутопилот се ставаш едноставно. Влагаш во филмот и го пушташ аутопилотов што ќе каже и така го отвараш каналот за да И после гледаш уствари другиот што уствари излегло. Буквално после тоа од зум аут перспективе го гледаш и викаш добро е нечини ова ќе осменам. После влагаш со рацио, откако ќе креираш базата, после тоа со рацио го делкаш како скулптура. Па на исти принцип е секоја креативност. Че имаш едно големо парче, не знам, мермер и сега сакаш од него скулптура да направиш и полека ги вадиш љушпите и додека не добиеш на форма. Да дојде, да. Исто и со музика, фрлаш едно парче мермер со груби контури и полека после тоа со рацио го софистицираш по-детално вака, се бруси за да излезе го тоа брусиш што треба, полека. да. А имаше некој филм омилен или некој филм за кој што не си правил музика, а си сакал да правиш? Пример, го гледаш филм, слушаш музика и кажеш, јас би сакал ова да го правам. Не ми текна некој таков. Самија мобилни филмови, сега што имаат гениална музика, никад тука не нема би збор. посакал ја Тука нема збор, заменам да. таа музика. Не знам, два вака што прва ми доаѓаат од деце, што ми се онака е овој едниот е Once Upon a Time in America. Не знам зашто, ама знаев дека ќе го кажа Да, тоа. а другиот е Blade Runner. Blade Runner, да. Тие два ми се од дете, така што ми останале како инспирација. филм. Несомнено филмски класици. Класици баш. Кои се за тебе дуке вистинските вредности во животот? Па вистинските вредности можеш само со срцето ги препознаеш, да речеме, едноставно. Вистинските вредности се да си го пратиш патот. Вистински вредности се, не знам, да научиш како да живееш со себе прво, за да можеш вистински да живееш животот, мора да се прифатиш себе со сите своји мани, добри особини се заедно и да пробаш без его да дилаш со сето тоа и да го еволуираш до колку што можеш максимум. А тоа нема крај. Буквално нема. Така да убаво е човек да е со отворен ум до крајот на животот, додека постоиш да си еволуираш полека, си учиш, па си стигнал до негде, па идеш понатаму и како што еволуираш се
поише знаеш како се работите, значи како што еволуираш, појасно ти стане Така. големата слика. Се тоа треба да си трае цел живот. Моментот кога ќе кажеш дека јас сум топ, се заврши работа, тука запира животот, дефинитивно. запира се. Така да треба човек да остане дете цел живот. Јас тоа често го Дел од негуваме тебе, детето. ти во биди себе, си тоа е сериозен најбитно. за обврските што ги имаш професионално и приватни и она, ама во тебе детето мора да живее. Да. Его го спомна, тоа е според мене најголемата болест на 21 век, сите така да колку тоа успееме да го оттргнеме од себе, толку полесно ќе растеме, нели, како што сам кажа. Види, да, тоа е свегото е општ генерален светски проблем, Да. значи секој си дила некако со Да, со глобален тоа, проблем. пошто поготово па ако си медиумска личност, па на помлади години ако си направил голем успех, па те мава таков синдром дека си не знам што, па влагаш у филмови, па после сваќаш дека грешно било. Значи, се тоа Тоа се школа, спази на растење, нели, сепак што кажа. тоа е главната цел на животот, е да успееш меѓу егото и срцето, да најдеш некој, значи да го стопиш егово и да му отвориш на срцево простор да си биде љубопитно, да го испитува животот, да те носи по патот што ти е задан, ја берам му карма и судбина, така да сите си имаме, не е тоа детерминиран пат, ама дојден си тука со некоја мисија и колку поише си ја откриеш и манифестираш мисијата, толку подобро еволуираш. И има еден многу гениален филм што сега го гледав, 7 минути трае, баш го пуштив на Facebook, се вика The Egg, као јајцето. Добро. И е баш теорија за смислот на животот, и е 7-8 минути трае, гениален. Ќе го изгледам. Баш е така направен со една таква перспектива од сите религии, да речеме, извадено најубавото и најчистото и споено во едно кратко цртано, анимирано филмче, Анимиран. кое што дава една убава поента на смислот на животот, фактички, дека е... Да, би сакал да го изгледам, ќе го изгледам тоа. Да, има така, од Основата. будизам, од сите, и од религии, и од филозофија, од све споено, кратко и онака баш Да. убаво кажано. Базата е иста, само да видиш Да, како ќе градиш. погледни го понатаму. ако можеш, баш секој треба да погледне, баш е така длабоко. Ти благодарам, Дука, и ти благодарам што ми беше гостин и што си направивме беше задоволство. вакви мовети на вистина. Да. Ова е еден од световите, ни остана уште 99, каде што се надам ќе се сретнеме некаде за да пробаме да направиме уште нешто друго на уметничка база. Ти благодарам многу. Фала и на тебе, да, тен убаво имаш. Во Gentleman магазин често зборуваме за негување добри навики, за одржување на добри манири, за добро однесување. Но не заборавајте, доколку имате отворен ум и отворено срце, сите патеки ќе ги освоите, сите врвови ќе ги искачите и не заборавајте, бидете джентлмени и негувајте добри навики. Се гледаме во среда на Gentleman магазин.